Градот го слави 17-тиот роден ден. Се роди на денот чие име е Слобода, за оттогаш да го започне паметењето на својата вистинска историја. На 13 ноември 1944 година Скопје конечно беше ослободено од окупацијата во текот на Втората светска војна. Со тоа почнува новата историја на градот, бидејќи тој стана главен град на токушто формираната прва современа македонска држава, Демократска федерална Македонија. Внатрешните процеси што трае некаде одасном, па може би, да речеме, до конституирањето на првата влада на Република Македонија, предводена од Лазар Колишевски, кога беа елиминирани граѓанските интелектуалци и учесници во президиуми, членови на президиуми и други личности, кои што беа носители на националната програма на македонското ослободително движење и жестоките преспетки со ним за нивно елиминирање. Методи Андонов Ченто, како еден македонски деец и патриот, надевајќи се дека прв пат македонците создале своја држава, тој се спротиставуваше и на целите на Политбирото на ЦК-КПЮ, кои одеа кон тоа потврсто да ја приврзат Македонија кон Федерацијата, односно да го сосечат во корен македонскиот синдром за обединување, бидејќи тоа се косеше со целите на Титова Југославија, односно беше врзано со признавањето на меѓународното признавање на Југославија како таква творба нова која создаде Тито во текот на Втората светска војна. Прагот е празникот на трудот 1 мај. Плоштадите, фабриките, надлештвата, секоја улица, секој дом, секој катче, се треба да е окитено и украсено. Работничката класа, сите трудбеници од нашата земја се готват да го прослават 1 мај во знак на солидарност со меѓународниот пролетаријат, во знак на поусилена работа за изградба на социјализмот, единствениот пат за посветла иднина. Лазар Колишевски, како доверлив човек на Политбирото на ЦК-КПЮ, посебно на српските раководители Александар Ранковиќ, како и на Светозар Вукмановиќ Темпо, беше задолжен во Македонија да изврши своевидна чистка, односно политичка дисквалификација на Ченто и на неговите приврзеници кои се залага за поинакви опции од оние кои се залагаше Политбирото на ЦК-КПЮ. И тука настанува првиот политички судар во македонската сцена, кој се разбира најповеќе се одрази во градот Скопје како главен град на државата, каде што беше седиштето на президиумот на АСНОМ, значи во есента и зимата, како и подоцна пролета, кога се формира првата влада на 16 април 1945 година, исто така нејзиното седиште беше во Скопје, а и двете заседанија, второто и третото заседание на АСНОМ, во декември 1944 и во април 1945 година исто се одржа во Скопје. Значи Скопје полека станува еден главен политички центар на македонската држава. Веќе неколку дена пред Конгресот, главниот град на нашата република доби свечан изглед. Интересно е да се каже во овој период она што е интересно за ова создавањето на македонската држава и која како елемент е многу битно до ден денеска има последици од тоа, е фактот што ОЗНА, Оделението за заштита на народот, како посебна институција која се формира во Југославија некаде пролета, мај, јуни 1944 година, се формира исто така летото и во Македонија. И е тоа карактеристично што тоа Оделение за заштита на народот, така наречена ОЗНА, која случи за прогон на политички и идеолошки неистомисленици, се формира пред формирањето на македонската држава. Нашата револуција не ги јаде своите деца. Се надевам дека правилно ќе го сватиш целиот тој случај. Да, ќе го сватам.
Види, моравме така да поступиме. Работата е или ние, или тие. И благодарение на таквото едносоздавање на таква политичка клима и односи, можел да биде осуден во еден монтиран сталинистички процес во 1946 година и првиот председател на президиумот на АСНОМ, Методија Андонов Ченто. Ние 50 години Методија Андонов Ченто беше табу тема. Никој не смееше да го спомни, се спомнуваше во скриени кругови, но јавно, како историчари, ние неговата личност не можевме да ја изнесеме. Тоа беше една од табу темите на македонската историја, за дури после толку 50-60 години во Скопје на првиот председател на македонската држава и на президиумот на АСНОМ да се направи споменик во градот Скопје. Драги граѓани града Скопје, драги другови и другарице, дубоко сам дирнут и ја, и сви ми кои смо дошли из овог далекog puta на овом заиста величанственом, заиста топлом и срдачном дочеку кога сте ви нама овде приредили. Откако ги пренесе поздравите, зборувајќи за најновите напади и клевети против нашата земја, тој рече: Зар смо ми заслужили то да се данас sa toliko strana podmeće sve moguće insinuacije, klevete protiv i rukovodstva i protiv našeg naroda. Mi smo uvijek željeli mir. Mi smo uvijek željeli i vjerovali smo da se u ovom delu Balkana stvori čvrsta osnova budućega mira. На Скопското корзо не можеше вие така баш лесно по 50-тите години да шетате со долга коса или со тесни панталони. Можете дискретно да бидете запрени, да бидете предупредени дека на тој начин не може да се одвива животот и модата, да речеме, во градот. Ако во некој случај бидете и тврдоглави, можеше да се случи да бидете пратени на некаков поправен испит во некој од другите градови во Македонија, или пак да бидете пратени во тоа време на изградбата на браната во Маврово. Се ближеше денот на вториот конгрес на Народниот фронт на Македонија. Уште многу време пред конгресот, во предконгресното надпреварување, македонскиот народ и националните малцинства што живеат во Народна република Македонија во условите на полна слобода, сплотени во својата општонародна масовна политичка организација Народниот фронт, начело со Комунистичката партија и другарот Тито, постигнаа големи успеси во доброволните работни акции и извршија вистински подвизи на работен хероизам. Прво, тоа е време по војна, сиромашно време, во повеќе аспекти. Луѓето преживуваат на точкици, така наречени, треба да се купува на точкици. Прехранбенијата, тој аспект е исто така многу важен. Се добива подоста некаква помош од Америка и така натаму, но ситуацијата се менува драстично токму во таа смисла, не само како начин да се преживее, него се менува и, како да речам условно, и од оној стамбено-урбанистички аспект. Тогаш, 46-47 година, се вршит и големи национализации. Тука го зафаќаат и Скопје. Големите, огромни палати за кои велевме се национализираа. Нема стамбен простор доволно. Се случува во еден стан или во еден зграда, во еден објект, да живеат, верували или не, по 4-5 семејства. В 1948 година е направен генерален урбанистички план кој што сега во една нова социјалистичка општествено-политичка матрица
представува приклучување на Скопје кон она што е најмодерно во свет. Значи, основите или плановите кои што Корбизие ги цртава уште во 30-те години, па најраните, нели, уште во 20-те години од векот, и кои на еден одреден начин им дадоа знаковно и урбанистичка смисла на неговите идеи, на модернистичките идеи, за да веќе во 40 и 50 години тие станат стандард, се нормираат. Значи, одвојување на пешачкиот од колскиот сообраќај, напуштање на урбаната традиција на затворени блокови, периметрално градени, со внатрешни дворишта или внатрешна изградено свеедно, и вградување на единствен принцип на слободно стоечки згради, осветлени и проветрени од сите четири страни, во прецизни, ортогонални или препознатливи планиметриски формации. Лудек Кубеш е архитектот со група овие чехословачки урбанисти, значи како една братска помош од социјалистичката тогаш Чехословачка, тие го планира тој град, меѓутоа по принципите на функционалистичкиот град, значи тоа се воопшто европски принципи, мислам, немат во позади тоа немат некаква јасна идеолошка презнак, меѓутоа се спроведуваат во тој систем. Но не се почитува предходното, не се почитува историјата, не се почитува урбаната традиција, не се почитува наследеното, туку се гледа на напред и се прави визија за нешто подобро, нели? Нешто што во тој момент се авторот и оние што планот го нарачували, го донесували, го сметале за подобро. Заради таа исто сериозна дисконтинуалност на планот, на визиите за иднината со реалната линија на историски развој, значи има тука еден гап, расцеп. До тука е историјата, они почнуваат као не од неа, не од таа подложка, туку гледаат нанапред. Скоро сите оние од првата генерација архитекти има некаква шанса да отпатуваат во странство под покровителство на факултетот и под покровителство на државата, веројатно, да се да го надопълна своето знаење, и они буквално се вратија со одредени знаења кои ги стекна во светот. Во контекст на нашата архитектура во тој период која беше од скромни размери, најверојатно они има доживеано во странство шок цивилизацијски, не само цивилизацијски, него и архитектонски, би рекла, шок. Така да со нивниот повраток овдека видовме мноштво на стилови, мноштво на преплетени архитектонски објекти кои што буквално беа, не би рекол пресликувани, затоа што и не може да се преслика, меѓутоа буквално вадени од списанија. На една рака се избројуваат луѓето кои што работеле во архитектурата, сите останати кои што се дојдени и меѓу другото го формират и архитектонскиот факултет, во поголемиот дел биле повикани гости, односно испратени, да речем, не за своја средина. Одете вие во таа Бановина, односно Нова Република Македонија, таму ќе направиме факултет. Пратени се луѓе кои што апсолутно се специјалисти и кои што направиле многу објекти, но веднаш по нив генерацијата од македонски архитекти, кои што јасно се образувани најчесто во Белград и во Загреб, некои и во Софија, но преовладуваат овие две школи, белградската, потоа загребската. Нивните објекти се интересни, кои што се направени и постојат на територијата на Македонија.
кулите покрај Вавдар што се изградени и така натаму низа други објекти, улиците од урбанистички план што се пробиени во центарот на градот и така натаму што пробиена е улицата кај беше кај католичката црква, со што се поврзува значи трансферзалата од кисела вода кон Ѓорче Петров и така натаму, така да направени се тие промени во урбанистичкиот план во 1960 и прва-втора година се отвара новата стоковна куќа која денеска на площадот ја знаеме, значи таа не постоеше до тој период, таа е залепена значи до онаа зграда на Метропол. Така да главно се тоа градби кои се во тој дух на тоа ново време и кои се главно модернистички. Градежните предпријатија, Железник, Пелагонија, Дебарце, Бетон, Млад градител и други, на злонамерните клевети одговараат со поусилена изградба на нови фабрики, школи, жилишта, болници, задружни домови и друго. Гладот за градење, гладот за индустриализација, значи секој плати својот данок и до некаде до 63 година се градеше со едно поголемо темпо кое што се прекини со земјотресот во 63 година. Од 52 до 58 година се врши еден период на силна индустриализација на македонската држава и во овој период од 193 индустријски капацитети, колку што ги има Македонија, 119 биле концентрирани во големите градови, а од тие 119, 40 индустријски капацитети, односно индустријски предпријатија се наоѓале во Скопје. Ова индустриализација погодува, значи, на градот Скопје, привлекува огромна маса пред се на селско население, кое ги напушта селските населби по погубната и неуспешна насилна колективизација која се спроведува во селото 49-53 година, така што на удар се фабричките сали. До вчерашниот села не станува индустријски работник или кај нас најкарактеристичната категорија полуработник, работник селанец, па дел работи на нивата, дел во фабриката, тоа е на категорија во социјалната структура на македонското општество која се јавува во Македонија, посебно е присутна и во градот Скопје, бидејќи сепак тоа има едно пошироко аграрно околу подрачје. Мојата куќа во која јас израснав како дете се наоѓаше точно карши Јајапашината џамија. Тоа е познато Јајапашино мало. Таму имаше се на се 3 до 4 рисијански куќи, семејства, а останатото беа турски фамилии. Дедо ми имаше фурна на самиот кјош на денешната улица 141, која води кон Газибаба. И тука во тој простор всушност се одвива по мене суштински доживувања на значењата што сликите низ кои јас поминував и настаните низ кои јас поминував ги оформија можеби моите денешни погледи, денешниот начин на размислување сосем сигурно и така натаму. Тие прекрасни турски куќи во кои јас боравев како гостин на моите другари беа најчесто двокатни, беа со големи чардаци, со прекрасно резбани таваници на чардакот, а и прекрасно резбани таваници внатре во собите, со долапи кои беа уградени во зидиштата и на нивните крила исто така богата резба. Сето тоа представуваше навистина едно посебно уживање во тој простор, било да е однатреб или однадвор. За жал, по земјотресот исчезнаа тие куќи и мислам дека е тоа едно Скопје кое, кога би го имале денес, би значило големо, ми се чини големо духовно богатство пред се, а и естетиката на таа архитектура секако ќе најдеше свој одјек, нели, во она што
македонските архитекти покасно го проектираа, го градеа и така натаму. Македонските семејства зборуваат турски исто толку добро колку и турците, како што турците зборуваат македонски исто толку добро како и македонските семејства. Се случи дедо ми да престане да произведува симит погача. Се случи да престане да произведува, бидејќи не можеше да набави квалитетни материјали, и тогаш се сеќавам дојде еден наш комшија, постар човек, Рустем, бег, инаку од беговско семејство, и го праша зошто ја нема симит погачата веќе. Затоа што симит погачата беше, меѓу другото, и причина во таа фурна, нели, да навраќа, како што велеше дедо ми, и старо и младо, и македонско и турско и така натаму. Дедо ми инаку важеше, велам, за одличен мајстор на таа симит погача. И кога дедо ми му објасни на Рустем зашто е тоа така, тогаш Рустем пред мои очи, се сеќавам, извади едно чудно жолто париче и му го спушти на тезгето, велејќи му: еве, јас ќе дадам пари, па кога ќе заработиш, купи ги материјалите, па јас кога ќе заработиш ќе ми ги вратиш. Во периодот некаде од 54 до 58 година Македонија зафатена со бранот на иселување на турците од Македонија. Бидејќи турците како приватни сопственици беа најмногу на удар на комунистичката транзиција, односно на одземањето на приватната сопственост после Втората светска војна преку конфискација, експропријација, национализацијите двете 46 и 48 година, така што турците се загрозени како приватни сопственици и почнуваат процес на напуштање. Но Скопје како таков центар преку турскиот конзулат е град кој представува арената каде што се случуваат овие преселби на турците. Бидејќи во Македонија најлесно се добива дозвола за иселување од турскиот конзулат, тие специјални весеки ги викале, во Скопје станува место каде што се сливаат реки од муслиманско население, од Санџак, од Босна, најмногу албанци од Косово и од Јужна Србија, кои се населуваат во градот и чекаат во првиот период со намера да се иселат во Турција. Но бидејќи најголемиот дел од нив не биле турци по националност, нити го познавале турскиот јазик, тие не можеле да добијат дозволи за да се иселат во Турција, така што трајно се населувале во Македонија. И покрај општествениот систем, и покрај сето тоа што се случувало, што е нормално конечно, на политички план и на другите планови на општество, така натаму, погледот кон западната култура, посебно американизацијата на културата, беше многу присутна и многу силна. Видите, во Скопје беше многу модерно да излезете на корзот после војната или во 50-тите години, во 60-тите, со шпицести чевли, со шими чевли. Да излезете со италијански мантил шушкавец. Да излезете со перлон кошула која имаше крута јакна и која не се пеглаше. Тој Тарзан негов кога стигна во кино Напредок. Тоа беше фасцинантен настан. Тоа ние го гледавме, неговиот Тарзан го сме го гледале по не знам колку пати, но после проекцијата низ сокаците на старата скопска чаршија, па и оние кај јаја Пашиното мало, се разнесуваше гласот на Џони Вајсмилер, односно сите се обидувавме да го имитираме тој негов поклик, нели, таа негова значајна гласовна, да речам, порака. Од друга страна, почна косата да ни расте. Односно, фризурата
негова се префрли во нашата фризура. Почнавме да пуштаме долги коси. Дезенот на неговите, да ги наречам гаки за капење, нели, почна да се префрла во нашите. Нели, па така кога одевме на плажа, на руската плажа тука кај Вардар, битно се разликувавме од другите деца, нели, кои доаѓаа од другите страни на градот. Односно, ние бевме постојано со некакви долги коси, нели, и постојано меѓу себе дури и гестикулиравме, нели, таа негова гестикулација на тој актер, нели, влезе на тој лик, влезе меѓу нас и гестикулиравме како него. Го живеевме на еден чудесен, на еден волшебен начин. Во 50 и некоја година во Скопје започна да се прикажува филмот Бална вода. Цело Скопје одеше да го гледа тој филм. Легендата на македонската музика и на македонската современа композиција модерна, Драган Ѓаконовски Шпато, кој навистина остана легенда во тој поглед, тоа не е само анекдота, одеше да ги гледа тие филмови по неколку пати, по десетици пати, особено Бална вода, и тој во темницата на киното со батерија ги запишуваше нотите од музиката, за да може после според тој запис да ја изведува самата таа музика од Бална вода. Се појавуваат првите прашоци за перење Плави Радион, се појавуваат првите Арго супи, се појавуваат, кои се причани, се раскажувани из цело Скопје за детали кои се увезуваат од аспект на модата. Красно, красно, све сјајно, чисто, дезинфицирано, дезодорирано. Лабодов санитар ВЦ, лако чисти, дезинфицира, дезодорира. Првите повоени такси возила во Скопје се возилата на Шкода. И тие стоеа сите тука некаде пред куќата, на плоштадот, пред стоковна куќа. И тоа беше многу необично да се оди таму, да се користат први тие такси возила. А потоа во 50-тите, особено во 53-та година до 56-та година, из Скопје се возат англиските ландровери, првите автобуси двокатни во Скопје. Градот што им одстоувал на столетијата, дури во годиниве по ослободувањето ја запозна незапирливоста на растењето. Тоа беше за мене еден гигантски град, иако во однос на тоа колкав беше тој град во однос на денешниот Скопје, нели, на денешниот град Скопје, беше можеби едно 5 пати помал. Сепак, тоа беше цела една котлина населена со чудни населени места. Се сеќавам на патувањата до Ѓорче, например. Тоа беше еден друг град, денеска е споен со Скопје. Потоа исто така, поради тоа што живеев на почетокот во тоа време во Мичурин, исто се сеќавам како беше конфигуриран тој дел од Скопје, кој денеска е населен со можеби 100.000 луѓе. Но во тоа време тоа една беше гигантска празнина, како прерија, значи тоа беше некој воен аеродром во тоа време, каде што како деца си игравме така, индијанци и каубојци во една скоро автентична атмосфера. Вистинска, гигантска, непрегледна и бескрајна прерија. Скопје секогаш бил европски град, особено со тенденциите од почетокот на 20 век. И во Скопје тоа не треба да се заборави во периодот до пред земјотресот. Доаѓа бројни новинари, писатели, доаѓа луѓе интелектуалци во Скопје во 1956 година, што е многу интересна приказна. Доаѓа Жан-Пол Сартар со Симон де Бовоар. Тие одседнуваат во хотелот Македонија, потоа нивното присуство го откриваат македонските писатели, интелектуалци, Димитар Митрев, Кирил Ќамилов,
Илјами Емин, Бранко Заревски и така натаму, прават едно разговор со него и така да присуството на тие интелектуалци е многу важно. Градот живееше со еден мирен живот, каде што граѓаните горе-долу може да се каже со сигурност дека беа во слична економска, финансиска ситуација, имаше разлики, но тие не беа големи разлики. И на некој начин можеше да се почувствува еден мирен живот, еден живот со шарм, без многу брзање. Всушност една метафизичка атмосфера како во сликите на Џорџо де Кирико, така една тивка атмосфера, поготово после 7-8 на вечер, кога сите ќе се приберат. Немаше она индустријна забава, тогаш се уште беше некој сврст комунизам, така, раните 60-ти. Туку што се ослободиле од Голи оток и информбировската, да речем, хајка по инаквите, нели, во политички смисол и идеолошки смисол. Значи, една би рекол светска касаба во која животот трепереше на еден чудесен начин, како некаква стара прашнлива книга. Но сето тоа било само еден тип на потенцијал кој под таа смирена површина ете имал чудна, да речеме, историска мисија. Тажно мине денот твој, ноги носат градиво, колку ли те љубам јас, колку сосем сам. Овде во овој далек свет, желба имам мала јас, дали ке те видам пак, сакам граду мој. Во срце моје ти стоиш како стражар знам, ти чуваш спомен љубов моја душа, ти си пламено. Чекам така секој ден, некој воз да мине миг, чинам ке ме донесе.